Драги слушатели, јас сум Андреја од Еќе Битола. Добро дојдовте во првата епизода на нашиот подкаст, серијал Шах за лица со оштетен вид. Денес ќе зборуваме за тоа зошто шахот е толку посебна игра за лицата со оштетен вид и како им помага во животот, а ќе запознаеме и неколку инспиративни шахисти од светот. Шахот игра на умот. Тој е поврзан со размислување, планирање и чувство, а не само со гледање. Затоа, оштетениот вид не е пречка за играње шах. Напротив, многу често ги доближува играчите уште повеќе до вистинската суштина на играта. Шахистите со оштетен вид ги чувствуваат фигурите со допир, ја замислуваат таблата во својата глава и играат со голема концентрација. Така се развива меморијата, имагинацијата и вниманието. Кои се придобивките од шахот? Прво, шахот помага во менталниот развој. Го подобрува стратешкото размислување, трпението и фокусот. Исто така, гради самодоверба, бидејќи во шахот победата не зависи од видот, туку од умот. Друга важна работа е дружењето. Шаховските клубови и турнири им помагаат на лицата со оштетен вид да бидат поактивни и повеќе поврзани со заедницата. Низ светот има многу успешни и инспиративни шахисти со оштетен вид. Например, Дарпан Инани од Индија е интернационален мајстор и повеќекратен азијски шампион. По губењето на видот, тој го открил шахот како нов начин на гледање на светот. Тука е и Жужана Верочи од Унгарија, европска и светска шампионка во шах за лица со оштетен вид. И секако, Сергеј Смирнов од Русија, кој играл на светско ниво со ELO рейтинг од над 2400. Сите тие не потсетуваат дека не гледаме само со очите, туку и со умот. Во тој свет оштетениот вид не е ограничување, туку поинаква перспектива. Како изгледаат таблите? Како играчите ги разликуваат фигурите? Како се кажуваат потезите? Ке зборуваме за сето тоа чекор по чекор. Јас сум Андреја од Еќе Битола и ви благодарам на вниманието. И запомнете, во шахот, како и во животот, најважно е никогаш да не се откажете.